Каматната стапка на благајничките записи останува на нивото од 5,35%, додека стапките на депозитите преку ноќ и на 7 дена се задржуваат на 3,95% и 4%. И понудата на благајнички записи на редовната аукција ќе изнесува 10 милиарди денари, соопшти Народната банка по последната седница на извршниот одбор за монетарна политика. Со оваа одлука се продолжува внимателниот пристап во монетарната политика, поддржан и со други мерки како зголемување на противцикличниот заштитен слој на капиталот, построги критериуми за кредити и измени кај задолжителната резерва. Целта е стабилност на цените и заштита од потенцијални системски ризици. Инфлацијата се уште е над проектираното ниво, а надворешните ризици, геополитика, клима, остануваат значајни. Девизниот пазар се оценува како стабилен, со резерви од 4,75 милиарди евра, а економијата забележа раст од 3,4% во вториот квартал. Кредитната поддршка од банките е посилна од очекуваното. Агенцијата за храна и ветеринарство започна есенска кампања за орална вакцинација на лисиците и дивите месојади против беснел. Вакцината се фрла авионски на целата територија на државата, освен во населените места, водените површини и планинските врвови над 2000 метри. Околу 450.000 вакцинални мамки ќе бидат распоредени до крајот на септември, а активностите се реализираат со поддршка од Европската здравствена и дигитална извршна агенција, со вкупна вредност од 2,5 милиони евра за 3 години. Агенцијата за храна и ветеринарство апелира до граѓаните да не ги допираат вакциналните мамки кои личат на чоколадни коцки, имаат мирис на риба и содржат капсула со вакцина. Доколку дојде до контакт, се препорачува веднаш миење со вода и сапун, а во случај на повреда, итна лекарска помош. За безбедност, кучињата треба да се шетаат на поводник, а мамките не се опасни за домашните миленици. 3 недели по завршување на акцијата, ќе се спроведе поствакцинален мониторинг преку испитување на отстрелани лисици од страна на ловните друштва. Македонија ја започна оваа програма во 2011 година. Последниот потврден случај на беснило кај домашно животно е регистриран во 2012 година. Ова е прва кампања по трогодишна пауза. Председателот на САД, Доналд Трамп, денеска потпиша декрет со кој се продолжува рокот за кинеската компанија ByteDance да ја продаде социјалната мрежа TikTok на сопственик што не е поврзан со Кина. Рокот е продолжен до 16 декември. Ова е веќе четврто продолжување на рокот од страна на Белата куќа за спроведување на законот што беше донесен од Конгресот, со кој TikTok ќе биде забранет во САД доколку остане под кинеска сопственост. САД се сомневаат дека Кина ја користи TikTok за разузнавање и пропаганда, па од јануари оваа година платформата е законски забранета, освен ако не се смени сопственоста. Доколку ByteDance не ја продаде апликацијата до зададениот рок, TikTok би можел да се соочи со целосна блокада на американскиот пазар. Литванското Министерство за одбрана го отвори првото од 9 планирани училишта за обука со дронови, во близина на границата со Русија, каде што ќе се обучуваат деца од 10 години и возрастни за склопување, програмирање и управување со беспилотни летала. Ова е дел од јакнењето на нашите одбранбени капацитети, бидејќи живееме во соседство со Русија и Белорусија, изјави заменик министерот за одбрана Томас Годлјаускас. Првото училиште е отворено во Таураге, на само 20 километри од руската енклава Калининград. Обуката вклучува виртуелни летови на компјутери, управување со мини-дронови и учење на видеопилотирање, квадрокоптери и моноплани. Наставниците велат дека децата покажуваат голем ентузијазам, иако дел од обуката вклучува и грешки, како соборување на дронот додека се учи летот. Обуката доаѓа во време на засилени тензии, откако руски дронови се урнаа во Литванија, а Полска собори беспилотни летала кои навлегле во нејзиниот воздушен простор. Како реакција, НАТО најави планови за јакнење на одбраната на Источниот фронт. Под мразот на Антарктикот се откриени дури 330 гигантски подводни кањони, откритие што драматично го менува разбирањето за релиефот на ледениот континент. Истражувањето, спроведено од шпански и ирски научници, користело батиметрија со висока резолуција за да се мапираат овие подводни структури кои имаат огромно геолошко и климатско значење. Најсложените кањонски системи се наоѓаат во Источен Антарктик, каде што тие се разгрануваат и се спојуваат во длабоки главни канали. Разликите помеѓу Источниот и Западниот Антарктик покажуваат различна старост и состав на ледената покривка. Источната е постара и посложена, додека Западната има пократки и пострмни кањони со различен профил. Овие подводни структури не се само геолошки фасцинантни, тие играат важна улога во океанската циркулација и глобалните климатски процеси.
Научниците нагласуваат дека мапирањето на морското дно е далеку од завршено и повикуваат на понатамошни истражувања за подобро разбирање на климатските промени и иднината на нашата планета. Во наредните денови не очекува сончево време со посвежи утре и постепен пораст на дневните температури, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во текот на утрешниот ден ќе дува умерен до засилен северен ветер, локално со брзина над 60 км на час. Минималната температура ќе биде во интервал од 3 до 15, а максималната ќе достигне од 19 до 20 степени Целзиусови. Во Скопје минималната температура ќе се спушти до 11, а максималната ќе достигне до 26 степени.